А сега имаме специјално јавување од иднината, од кое ќе дознаеме нешто повеќе околу тоа каква е атмосферата во Македонија во 2069-та и дали конечно дојде животот и зошто не. Ланчо е на терен. Што е ова? Абе, глуп бе, место да си седиш во твое време. Кој сака да иде во иднината? Крева раце, два проста, јас сакам да идам во иднината. Што има во иднината? Ништо. Ки имаме специјално дело за тебе, фолија. Овде нема никој. Гласови. Ајде. Слушам гласови од овде, може да видиме што се случува. Почитуван граѓанину, ценет гласачу, време е да ставиме крај на неодговорното владење на СДСМ. Ние кога ќе дојдеме на власт, ќе го завршиме автопатот Кичево-Охрид и ќе ја направиме железничката пруга до Бугарија. Вака, значи ако може да дојдам до збор. Све што слушнав во овој момент од мојот политички опонент од десната страна е тотална лага. Значи, тоа се тотални невистини, тоа се најстрашно лажни ветувања. Да се извинувам, ние сме од вчерашни новости 2019 година, да прашам само предвремени парламентарни избори, дали ќе има кога планирате да ги... Значи, подоцна со такви прашања. Ама ќе ми се распадне костимот, не можам да се... Остај костимот, значи овие 39 години се на власт, ништо не направија. Прво не се 39, него 38 години, 10 на месеци се. И ние што, па вие што направивте исто толку владеевте, бе? Бе, како не ти е срам, бе? Еден гласач имаме останато преживеан и него го лажеш. Вие сте криви. Вие сте криви, бе, тој што остана преживеан и тој за нас ќе гласа, бе, што? Ќе гласа, ќе се прашаме. Господине, што треба нешто да увеземе, нека женичка можеби? УЛМ има сега ново место. Значи, за готово те пикам одма. Што бе УЛМ директор, бе, ќе му давам субвенции за трето дете, бе. Не ни треба деца да има. Ајде бе, па ја ќе му дам градежна маркица за на плоштад да гради и сега. На плоштад, бе, ќе му дам кермес да го прави, бе. Па ја ќе му дам дупла парцела у парк до кермес. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме во Македонија и после 50 години се е исто ветувања, предвремени избори и доста повеќе ѓубре. Еве, на овој ден, втори, 27.1.2069 година, може да констатираме дека во Македонија остана само политичарите.